Добар ден, криптоентузијасти. Денеска ќе направиме техничка анализа, ќе се задржиме само на техничкиот дел. Вообичаено кога правиме ваков тип на техничка анализа на алткоини, правиме и апдейт на вести за овие алткоини, но она што го увидов е дека завзема премногу време. Така да поради оваа причина би сакал да се завземам само на техничка анализа, затоа што ќе имаме многу повеќе време да поминеме преку многу повеќе алткоини и на тој начин практично да усрекиме што повеќе луѓе со техничка анализа, затоа што знам дека сега има еден тон луѓе кои што сакаат нивниот алткоин да биде обработен. Значи да бидеме реални, не можеме да ги обработиме сите алткоини, тоа треба да го разбереме. Невозможно е да направиме техничка анализа за сите алткоини. Она што ви го кажувам постојано е, затоа и го имаме овој курс, затоа и ги имаме овие едукативни материјали, за вие да научите да направите собствена техничка анализа. Тоа е поентата, не е поентата јас да ви кажам каква е техничката анализа, поентата е вие сами да ја направите и да дојде еден ден кога во иднина оваа заедница ќе знае да прави техничка анализа и ќе можеме да споредиме помеѓу себе различни типови на технички анализи и да видиме која е веројатноста за движење на цената во еден или во друг правец. Сега, во однос на биткоин само на кратко можеме да видиме дека и понатаму имаме многу јак бран нагоре. Зошто го велам тоа? Значи гледаме дека и понатаму се уште индикаторите се доста високи, но се движат во нагорна линија. Успеавме да направиме успешен пробив над каналот кој што се обидуваме да го пробиеме уште од така речено април. И моментално гледаме дека ова движење нагоре повторно достигна до $70,000. Ова е така речено клучен момент. Успех цената на биткоин да надмине $70,000 е многу битна. Зошто е сега цета оваа работа битна? До сега, ако може да видите, во еден наврат не успеавме да пробиеме надвор од овој канал, но за жал веќе следната недела ние се вративме и имавме 4 последователни недели во каналот повторно надолу, додека ова е прв пат каде што имаме цела една недела надвор од овој канал и веќе втората ја почнуваме со обид за пробив над 70,000. Уште еднаш имавме доста позитивни катализатори за сето ова, како што беше Нешвил конференцијата и говорот на Трамп, кој што најави потенцијална биткоин резерва, но уште еднаш значи почетокот на Ethereum спот ETF и така натаму се наоѓаме во добар дел од бул маркетот, само што не сме добиле експлозивно движење нагоре. Тоа можеме да го видиме од индикаторите на биткоин на неделно ниво, каде што значи гледаме прекршување на MACD во нагорна линија, гледаме аптик во инфлоу на пари по овој зелен бран кој што гледаме овдека, VWAP само што проби над нулата и гледаме дека и RSI и сток RSI се на некоја вредност од 60, значи има уште барем 10 поени до препродадено, прекупено. Додека над 70 гледаме дека овие индикатори некогаш може да стигнат и до 90 поени. Така да имаме солиден простор за движење нагоре, но уште еднаш имаме над 70,000, која што е доста голема психолошка бариера, потоа го имаме самиот Bollinger Band, кој што моментално се наоѓа на 73, така да ќе имаме доста отпор над нас, но уште еднаш, кога бул маркетот ќе тргне во тој банана фейс, тогаш веќе дечки нема никакви индикатори кои што може да го запрат движењето. Тоа сме го виделе до сега 3 пати, од кои јас лично сум присуствувал на 2. Тоа се двата последни бул маркети во 2017-18 и 2020-21, па би рекол дури 22. Сега, она што е многу битно за нашиот почеток на техничка анализа на алткоини. Уште еднаш ќе напоменам, погледнете, и ова ќе го споредуваме на повеќето од нив. Последен пат индикаторот за алткоин сезона бил толку низок во биткоин сезона во октомври, само да го скролнеме ова надоле за да може да видите, во октомври 2023, од средината до крајот на октомври 2023 година. Потоа добивме енормен ран нагоре на движењето на алткоините. Сега, во два наврати се наоѓаме на истото тоа место, слично на ово што гледаме овдека. Така, што значи дека моментално има енормно голем интерес за биткоин, но тоа е и моментот кога најчесто имаме префрлување на капиталот од биткоин, прво во Ethereum, а потоа во алткоините. Ова префрлување на капиталот најпрво нормално го гледаме со Ethereum Spot ETFs, она што гледаме дека моментално и понатаму продолжува е нормално дампот кој што го прави Grayscale, но тоа нема да трае вечно, истото го гледавме и со биткоин и знаеме дека има многу помал капитал во Ethereum. Тоа значи дека допрва ќе добиеме добри резултати од Ethereum Spot ETF. Ethereum моментално и понатаму не е достигнат до претходниот all-time high, кој што беше негде околу $5,000, 4,900-5,000 да речеме, со тоа што
една битна работа која што мораме да напоменеме, како и секогаш. Приближување на Bollinger Band, оно што постојано го зборуваме, како што имавме во оваа ситуација во мај 2020 година, пред халвингот се уште. Погледнете што се случува. Ваквото приближување на месечно ниво на Bollinger Band ни покажува следен bull market. Што имавме овдека? Приближување на Bollinger Band, дури и повеќе од оно што го добивме од 2020 година за Ethereum за Ethereum чартот. Сега, друга битна работа, оно што го спомнавме. Погледнете. Каде била цената на Ethereum во октомври, кога практично го добивме овој индекс толку ниско? Погледнете. Каде била? Значи сме направиле ритест на претходната акумулација која што ја гледаме овдека и потоа од октомври сме добиле буквално огромен ран нагоре. Така, моментално се наоѓаме на слична ситуација, каде што во овој момент веќе сме пробиле над bull market support бендот, над средните вредности на market cipher и моментално bull market support бендот и понатаму представува званична поддршка на цената на Ethereum. Да, неговите индикатори се доста високи моментално, можеме да видиме дека и RSI и сток RSI се на границата со 70 и MACD ни покажува корекција надолу, но една битна работа која што треба да забележиме е тоа дека ваков тип на почетоци на bull market, како што овдека гледаме, дури и ако индикаторите се наоѓаат високо, погледнете, истите продолжиле да бидат високо од моментот кога излегле над 70, тоа е во ноември 2020, па до декември 2021. Цела една година на месечно ниво, индикаторите, зборуваме RSI, сток RSI и MACD, останале цела една година над 70, кога Ethereum се наоѓал во оваа банана фаза, најдобриот дел од bull market. Сега се наоѓаме буквално на истата таа ситуација, погледнете. Само што сме минале над стеснувањето, така, значи ова е стеснувањето на Bollinger Band, само што сме пробиле овдека над bull market support band, првата корекција од bull market support band и добиваме ракетно движење на Ethereum нагоре. Каде се наоѓаме моментално? Само што сме биле на стеснување на Bollinger Band, пробивање над bull market support band, ова е ритестот на bull market support band. Следно што очекуваме е токму тоа. Уште еднаш, овдека ги исклучуваме Black Swan настаните. Значи тоа е многу битно што треба да го разбереме. Black Swan настаните не може да бидат земени во предвид, затоа што тоа е нешто непредвидливо. Ние збору за нормално движење на цената на алткоините, како што тоа сме го добиле во претходните bull маркети. Моментално се наоѓаме во тој дел, повторно. Никогаш не можеме да бидеме 100% сигурни, затоа ние не купувавме сега, ние купувавме кога цената беше овде, како и за Ethereum, така и за останатите алткоини, и моментално оно што го гледаме е буквално очекување за почеток на следниот голем bull маркет, како и за биткоин, така и за сите алткоини. Сега, овдека можеме да видиме дека цената од октомври, кога почна да се движи нагоре, оно што го зборуваме, успеала да се врати назад до 50% од Fibonacci секвенцата, и гледаме дека при враќањето до 50% истата исто така направила корекција и до оваа психолошка бариера од $3000. Јас ќе го избришем моментално FIB, за да можеме да видиме подобро. Моментално можеме да видиме дека и понатаму bull market support, значи имаме борба за Ethereum да остане над bull market support бендот и во моментот кога конечно ќе почне да се движат нагоре Ethereum спод ETF, јас верувам дека ова ќе се промени целосно и цената ќе продолжи да се движи нагоре. Друга битна работа, стеснување на Bollinger Band, уште еднаш. Кога имаме стеснување на Bollinger Band, цената почна да се движи радикално во една или во друга насока, моментално имаме стеснување на Bollinger Band. Значи дека се припрема за движење во една или во друга насока. Со оглед на фактот дека MACD е на 0 и дека сток RSI само што беше на 17, сега се врати над препродадено, а RSI се наоѓа на неутрални 53, многу поголема шанса има за придвижување нагоре отколку надолу. Од друга страна гледаме една стандардна формација на Bull Flag, која што ја гледаме овдека моментално, и ако ова го ставиме како званично, да речам, предвидување на цената која што можеме да очекуваме од Ethereum, по завршување на оваа корекција, значи на оваа, да речем, формација, ако го ставиме овдека за излез надвор од оваа формација, ние би очекувале цена од 7500 до 7800 долари. Повторно, ова е само проекција на овој канал, која што толку се исполни, очекуваме да се дуплира практично вредноста на Ethereum моментално и е нешто што е сосема нормално во почеток на bull market. Уште еднаш, нема да налегуваме премногу моментално во вести за овие коини, има многу
иако тоа го правиме ќе ни требаат 3 часа за првите 5 коини. Така да затоа ќе оставиме сите оние вести кои што се битни за алткоините да ги обработиме во Altcoin Вести. Тоа е видеото кој што ќе следи после овие две алткоин анализи, затоа што значи одамна немаме направено Altcoin Вести, а имаме доста за зборување, посебно кога станува збор за значи имате во ситуацијава првиот коин кој што е многу битен, на тоа е ASI, за кој што имаме некои вести, сакам да ги споделам со вас, не е се уште ништо званично, затоа што ако имаше нешто битно, нормално одма ќе го споделите на нашата страна, значи да видиме до каде е спојувањето на OceanFed и AGIX, да видиме што се случува со Matic и неговата преобразба во Pol токени, како и Render и неговото ребрендирање од RNDR во Render. Така да сето тоа ќе го зборуваме како најбитни вести во Altcoin Вестите, кои што ќе ги добиете потенцијално во среда. Сега, следно, значи по market cap следен ни е Solana, не очекувате значи нема сигурно да правиме било каков тип на анализа на меме коини, ниту пак на коини кои што се буквално значи копија од своите претходни како што е Bitcoin Cash. Се разбираме че ова е само неуспешен форк на Bitcoin и не гледам причина да го обработувам, стварно не гледам причина. Ако ви се допаѓа, можете нормално сами да го обработите, никој не ве спречува, затоа и ја правиме оваа едукациона, за да знаете како да го направите самите тоа. Сега, во однос на Solana, истата ситуација, погледнете. Ако се вратиме повторно прво на месечно ниво да видиме што се случува, значи ние правиме само макроанализа. Не ме интересираат дневни трендови, не ме интересираат ситуации како ќе трейдаме на 15 минути, значи такво нешто кај мене на канал не очекувајте. Интересната работа кај Solana е уште ќе напоменам што е доста нов коин. Значи не заборавајте дека истиот се појави во текот на претходниот bull market и ова би му бил званично првиот целосен bull market. Уште еднаш, тоа многу пати сме спомнали, ќе го спомнеме уште еднаш. Значи кога имаме ваков тип на коини, најчесто првиот целосен bull market е и најуспешниот bull market во овие коини. Така да пред нас престои потенцијално најуспешниот bull market на Solana, да бидеме реални. Значи нема тоа дали мене ми се допаѓа или не. Кога гледаме дека капиталистите, венчур капиталисти и останатите инвестираат во овој коин, тоа е тоа. Значи дали функционира или не, нема тука, знаете како, за жал пазарот некогаш не го интересира дали ова е функционална технологија или пак нешто може да се направи со неа. Како со мим коините, се разбираме? Која технологија ја поседува? Никоја. Но и понатаму пазарот инвестира во овие проекти. Затоа што ќе напоменам, фактот дека јас не инвестирам затоа што нивната технологија е срање, значи затоа и Solana го викаме на каналот, значи тоа не значи дека вие не треба да инвестирате. Секој одлучува за себе, ова е мое мислење, јас ви кажувам дека нема да ризикувам да инвестирам во проекти кои што имаат 40% неуспешни транзакции, но тоа не го менува фактот дека сега за сега истиот е успешен по цена. И сега, овој прв bull market кој што го видовме и bear маркетот кој што заврши, значи можеме да видиме дека ова е практично полето во кое што ние така речено од претходниот bull market очекувавме дека потенцијално ќе треба да го акумулираме. Како го утврдиме сега е, да не налагувам премногу, само на кратко, значи ова е стандардно поставување на Болинџер, се извинувам, на Фибоначи алатката, каде што практично гледаме дека претходно резистенс не бил овде, ова е единствена свеќе која што имаме во спротивна насока, и сега гледаме дека за жал ова е дури под фиб левелот, така да ова било единствената причина поради која што сме го поставиле ова акумулационо поле и сме очекувале дека ќе акумулираме во истиот предел. Но гледаме дека цената успеа да добри потоа. Во секој случај, ако сме одлучиле да инвестираме во Solana, ако сме купувале во овој предел, ние ќе сме купувале од 25 до 45, неговата цена е моментално 200. Значи дека ќе сме биле екстремно во профит. Така да нашата техничка анализа била успешна во оваа ситуација, буквално поради утврдување на оваа свеќе која што е во спротивна насока за разлика од целиот овој скок. Сега, што можеме сега да утврдиме? Гледаме дека Solana е еден од најуспешните кога станува збор за bull market. Зошто го велиме тоа? Значи, стеснувањето на Solana веќе одамна го добивме, иако овдека не се покажува на неделно ниво, ќе го покажеме подобро. Значи, овдека не се покажува затоа што ова е прв bull market. И се уште нема индикатори кои што се доволно зрели за да можеме да имаме солидна техничка анализа. Сега, битната работа е дека успеал да го пробие bull market support бендот и средните вредности на market cipher да ги промени во бели. Нешто што се уште многу од алткоините не успеале да го направат. Гледаме дека цената останала на bull market support бендот и веќе имаме следен пробив нагоре, со тоа што се уште не успеала да го достигне претходниот all-time high од 263, но гледаме дека цената убедливо се движи во оваа насока и имаме поддршка за истото движење нагоре.
Истото што го гледавме кај Ethereum, ако се сеќавате, во моментот кога на месечно ниво ќе пробијат и RSI и Stock RSI над 70, значи во случајот со Ethereum истите останале цела една година, од 2020 до 2021, надвор од 70, кога сме имале full blown bull market, што многу лесно може да биде случајот и со Solana. Друга битна работа која што треба да напоменеме е истиот момент. Погледнете. Значи, исто како сите останати алткоини. Еве, ќе ви го покажам тоа. Погледнете колку добар е овој индикатор за алткоин сезона. Октомври, крајот на октомври, погледнете, каде бил индикаторот за алткоин сезона. Што имаме ние септември и октомври, погледнете. Енормно скокнување нагоре и дури во моментот кога конечно почнал да се коригира, тоа е, погледнете, со ова dead cat bounce кој што го имаме овдека во март, каде што почнал конечно да се движи нагоре, и ние овдека можеме да видиме дека практично во март сме го достигнале врвот и дури тогаш почнала да стагнира цената на Solana како и сите останати алткоини. Што значи дека алткоин сезона индексот е многу добар индикатор за макро утврдување на следните потези на алткоините. Во оваа ситуација гледаме дека ни најавува следна алткоин сезона. Ако се придвижиме на неделен чарт, погледнете, сега овдека ние ова сме го утврдили уште од претходниот. Само да видам, значи нема ли да биде потребно сега моментално, затоа што ова е само за да видиме како изгледа скокот. Значи јас верувам дека моментално ќе имаме дабл топ, но не заборавајте дека се наоѓаме во bull market, така да овој дабл топ многу често може да ве излажи и да очекувате дека истиот ќе се коригира надолу, за да направиме практично кога имаме дабл топ. Многу често во нормална анализа потребно е да имаме и практично шолче формација. Како што во оваа ситуација гледаме нешто слично. Односно, доколку ја поставиме оваа права тука, од претходниот all-time high до врвот кој што го имаме овдека, погледнете, ние практично имаме шолче формација, која што најчесто се формира на оваа линија, но сега сме ја виделе малку подолу. Погледнете, значи имаме шолче и рачка на шолчето, така? Што значи, добро, ова многу пати сме зборувале, ова не е сега некоја филмска анализа, па имаме, не знам, змеи и магаре, не. Значи станува збор за ретестирање на нивоа на отпор, каде што многу често имаме голема количина на значи наредби за продавање. Ова не е квантна физика, ова не е астрологија, значи ова е многу јасно причина зошто ова се случува, уште ќе напоменам, затоа што практично кога ќе утврдиме оваа тренд линија, многу од луѓето кои што исто така ја утврдиле оваа тренд линија, ќе стават практично овдека наредби за продавање, кога потенцијално купиле овде. Зборуваме за day трейдери и затоа и го имаме овој отпор кој што моментално го гледаме, исто и како кога цената конечно ќе се придвижи до $270, ќе го имаме истото, односно ќе има луѓе кои што претходниот врв го користат како место за продавање, затоа што знаеме дека најчесто тоа се нивоата кои што ги користат за продавање луѓето кои што тргуваат. Зборуваме секојдневно тргување, се разбираме. Битниот дел кој што треба да го забележиме овдека е дека моментално под нас е се. Зборуваме средните вредности на Market Cypher, зборуваме за Bull Market Support Band, средните вредности на неделно ниво, зборуваме 50, 100 и 200 неделната средна вредност, како и погледнете индикаторите. Имаме прекршување на MACD, каде што конечно почна да се движи нагоре, после коригирање од неверојатни 86 до 0, придвижување нагоре како на RSI, така и на Stock RSI од практично ниски вредности. RSI бил на 7, моментално нормално е overbought, но тоа не го мена фактот дека истиот може да се задржи и со месеци над 70. Така да гледаме дека е имало голем ресет на индикаторите и сега моментално истите се спремни за придвижување повторно нагоре. Тоа е значи моментално она што го гледам и во оваа ситуација практично имаме една голема шолче формација која што исто така треба да прокоментираме, односно доколку оваа шолче формација се реализира, ние практично треба да го земеме најнискиот дел на оваа шолче формација под прав агол со во оваа ситуација, значи правата која што ние утврдува формацијата и во местото каде што потенцијално очекуваме breakout, а тоа е буквално сега, значи некогаш овие мети се нереални, имајте го тоа предвид, како во оваа ситуација значи да очекуваме дека ќе имаме $6,100 Solana, е доста големо, значи замислете кој маркет кап треба да го има за потенцијално ова да се случи. Од друга страна, исто така би било добро да поставиме FIB во обратна насока, да видиме дали потенцијално вакво нешто може да се случи. Значи Fibonacci од оваа корекција нагоре очекува цената да достигне максимално $1,100. Но не заборавајте, уште ќе напоменам, во многу случаи, како што беше на првиот bull market на Ethereum, на првиот bull market на XRP, овие мети кои што ги гледаме моментално, значи беа
10-кратно надминати, затоа што беше првиот bull маркет на овие алткоини. Еве за пример да го покажеме тоа. Ако се вратиме назад на макар дека е, значи најдобар пример е 2017 bull маркет. Погледнете го. Ако овдека јас поставам Фибоначи од претходната корекција која што сме имале, погледнете го. Значи тоа е оно што мораме да го запомнеме, погледнете. Значи најголемата мета потенцијално на ФИБ во оваа ситуација би била да достигне цената на Етериум некои $72, каде што цената била и неверојатни 7, се разбираме. А цената достигнала врв од $1,400, се разбираме. Затоа во овие први бул маркети најчесто Фибоначи не може да го земеме веднаш како веродостоен, баш поради ова. Затоа што многу често цената успева да достигне многу над последната мета на Фибоначи. Уште еднаш зборуваме за крајно нов коин, значи коин кој што не е долго време на пазарот и кој што нема соодветен чарт. Значи треба да имаме подолг чарт за да можеме да разговараме што потенцијално би очекувале од овој коин. Така да во оваа ситуација значи очекуваме добар резултат од Solana со оглед на фактот дека еве се спрема веќе и Solana Ethereum, Solana Spot ETF. Тоа е нешто што е доста големо, така да треба да го забележиме, не можеме да го игнорираме, но уште еднаш не заборавајте дека технологијата им е срањ. Сега останува да видиме дали навистина инвеститорите се доволно глупави да инвестираат во технологија која што е срањ. Нели? Тоа е тоа. Следен кој што ќе го анализираме е BNB. Го анализираме само BNB и тоа поради една единствена причина, затоа што Binance е најголемата менувачница во светот. Така да и вреди овој коин да се анализира, иако неговата судбина е директно поврзана само со една ствар, тоа е успешноста на Binance менувачницата. Тоа е тоа. Нема што да се разговара премногу, но ќе направиме техничка анализа. Гледаме дека, значи прво не заборавајте дека ова е еден од коините кои што најмалку се коригираше, значи погледнете. Од апсолутниот врв до неговото апсолутно дно, истиот се коригираше, погледнете. 73%. Има коини кои што се коригираат 95%, значи дека Binance и, да речем, Tron се едни од оние кои што најдобро задржаа практично во bear маркетот, има доста помала корекција за разлика од останатите. Оно што можеме да го видиме, како што веќе сме најавиле во претходниот пат кога правевме оваа анализа, значи може да ги погледнете техничките анализи пред, не знам, 5-6 месеци, кога последен пат правевме за алткоини, за жал немавме време да направиме повторно, значи го утврдивме овој канал кој што гледаме дека моментално успеал да се прекрши нагоре. Уште еднаш, како утврдуваме која е потенцијалната мета? Значи од апсолутното дно до врвот на овој канал, најдобрата цена која што ја постигнала, и ова пречка практично ја ставаме само момент. Ја ставаме на излезот на овој канал и гледаме што потенцијално се очекува од оваа проекција нагоре. Тоа е 7500, повторно станува збор за голема цена, но 10x е нешто што е очекувано со оглед на фактот дека, значи и повеќе од 10, околу 12x е, значи со оглед на фактот дека станува збор за најголемата менувачица, значи дури ниту тужбите од Мурика ништо не успеа да ја запре Binance, дури фактот дека успеа да го стават практично во затвор, нели, CZ, значи ништо не успеа да бутне Binance, гледате дека цената и понатаму е солидна. Сега, битна работа која што мораме да забележиме, истата ситуација, погледнете. Значи, каде била цената? Истата ситуација за Altcoin индексот, погледнете. Октомври, така? Значи, последната корекција била во октомври. Што се случило после октомври до март? Апсолутен blowout. Потоа имаме стагнација. Што кажавме? Последната цена, последната корекција октомври, апсолутен blowout до март и потоа имаме корекција надолу. Истото што моментално го гледаме на сите три чарта кои што досега ги анализирав. Битно е дека и bull market support band и средните вредности на market cipher се наоѓаат под цената на BNB. Уште еднаш имаме стеснување на Bollinger Band, што очекуваме после стеснување на Bollinger Band? Проекција нагоре. Што се случува моментално? Буквално тоа. Овдека моментално имаме борба за пробив пред претходниот all time high. Тоа е ова месечно ниво кое што го гледаме, кое што буквално долго време му треба на чартот за да го пробие, но не заборавајте дека многу често кога цената од чартот ќе излезе надвор од Bollinger Band, потребно е време Bollinger Band да стигне заедно со bull market support band, средните вредности и така натаму, за конечно да имаме солидна поддршка за пробив на ова ниво. И тоа многу често го гледаме во многу различни чартови. На неделно ниво. На неделно ниво го гледаме токму тоа што ни е потребно, односно Stochastic се коригираше до апсолутна нула. MACD се коригираше до апсолутна нула. Само што добивме корекција повторно нагоре, каде што MACD само што се прекрши базичната и сигналната линија нагоре,
RSI се коригираше до 50, значи веќе имавме утврдено 3 локални врвови со bearish divergence. Кога сето тоа е завршено, гледаме дека конечно и првиот најбитен, а тоа е најбрзиот индикатор VWAP, кој што веќе се пробил нагоре, заедно со MACD следен сток RSI, а гледаме дека исто да случува и со RSI. Односно, се очекува потек со кој што ќе се пробие претходниот all-time high. Ние веќе сме утврдиле претходен all-time high на практично неделата на 3 јуни, но тоа не го менува фактот дека гледаме и понатаму потенцијално движење нагоре. Зошто? Уште еднаш. Стеснување на Bollinger Band, сите средни вредности на Market Cipher се под нас, Bull Market Support Band е под нас, 50, 100, 200 неделна, 300 неделна средна вредност е под, значи се е под нас. Имаме огромна поддршка и моментално гледаме дека веќе чартот е зрел за потек над 627 или 625. Тоа е месечното ниво. Така да, значи BNB е спремен за пробив нагоре. Повторно, ова е доколку немаме Black Swan настани и доколку немаме некој било каков тип на причини кои што потенцијално би ја коригирале цената на биткоин надолу. Денеска очекувате и кратко видео за ситуацијата помеѓу Израел и Либан, односно Хезбола. Имаме ескалирање повторно, значи моментално има напад блиску до аеродромот во Либан, што потенцијално може, значи пак ќе ви кажам, одговорот на Израел за убиените 12 деца е една од клучните работи кои што мораме да ги следиме, затоа што овој одговор може или да ескалира ситуацијата или да ја врати назад во нормала. Со оглед на фактот дека Израел до сега никогаш не вратил ништо во нормала, можеме да очекуваме дека истиот има намера ова да го ескалира уште повеќе. Погледнете го видеото кое што ќе биде исто така достапно во текот на овој ден. Ако не ви испаднало, поварајте го кај нас на каналот, само на кратко ќе објасниме што се случува и кои се последиците кои што мораме да ги земеме во предвид. Уште еднаш, зошто е тоа така? Затоа што овие последици може крајно да се одразат на цената на нафтата. Тоа го покажаме во последниот напад кога Иран го нападна Израел и што се случи? Екстремно растење на цените на нафтата, екстремно растење на доларот, затоа што сите прибегнуваат кон резервната валута се уште и автоматски се почна да се коригира надолу. Така да тоа е еден од оние најблиски Black Swan настани кој што може да го промени овој момент и затоа сакам ова да ви го предочам, затоа што колку и да се надеваме ние на алткоин сезона, ако такво нешто се случи, тогаш можеме многу лесно да се вратиме назад, уште не знам, еден месец пред следниот дел од алткоин сезоната. Следниот коин кој што ќе анализираме е омразениот XRP, кој што никој не го сака, поради не знам која причина, како и да е. Многу од луѓето се изгореа претходниот bull market, јас тоа го разбирам, но мораме да разбереме дека Ripple ни по точка разно не е крив за тоа, станува збор за тужба од SEC која што никој не може да ја предвиди, па дури ни самите Ripple, и практично манипулација која што беше наменета со цел да помогне на Ethereum, и тоа и го направи, го издвои Ethereum да биде светлосни години над XRP и сите останати токени и коини, и нормално затоа што XRP беше буквално единствениот коин кој што во тој момент имаше било каква шанса да достигне потенцијално висок маркет кап како Ethereum. И тоа и се случи. Значи, дали вас се допаѓа или не, тоа не е битно, тоа е реалноста. Ние сме го покажале тоа со соодветни видеа, сме направиле истражување, сето тоа вие сте го виделе кај нас на каналот. Така да, она што моментално го гледаме, дали вас ви се допаѓа или не, уште еднаш ќе напоменам, толку голем, масивен триаголник на акумулација, кој што потенцијално кога би експлодирал, како што моментално гледаме дека тоа се случува, би направил огромни, да речем во оваа ситуација, огромен профит за оние кои што го држат. Повторно, не можам јас да ви кажам дали вие да купите или не било каков тип на алткоини, тоа останува на вас. Јас ви кажувам што јас правам со моето портфолио. И понатаму имам некои, не знам, 10-11% XRP во моето портфолио, поради фундаменталната анализа, тоа што има големи работи позади оваа компанија, нормално и техничка анализа, уште еднаш напоменам, затоа што ова е масивен триаголник. Кога би требало ова да го споредиме, јас веќе многу пати сум го споредил, ќе го споредам уште еднаш, со триаголникот кој што го створи биткоин формацијата, кога се спремаше за bull маркетот во 2021 година. Погледнете, истата ситуација. Овој триаголник кој што го гледаме, кој што започнал уште од 2017 година, завршил во 2020 година, значи 3 години имаме акумулација на овој триаголник, пред конечно истиот да експлодира во нагорна линија и да ни го даде bull маркетот од 2021 година.
е многу сличен на триаголникот кој што гледаме овде кој што почнал исто така од 2018 година. Но не завршил од 2021, туку исто е продолжил да акумулира до 2024 година. Значи дека станува збор за оприлика 6 години акумулација на чартот на XRP. И треба да сте слепи да не го видите ово. Со оглед на фактот дека исто како и останатите алткоини, станува збор за стеснување на Болинџер бендот и тоа многу повеќе од претходниот пат. Станува збор за следен бул маркет кај што конечно сме успеале да пробиеме оваа горна тренд линија која што потекнува уште од 2018 година. Сме имале некој мал успех во 2021, тоа беше кога конечно биткоин успеа да стигне до 1,95 и проблемот е што многу од луѓето кои што го купиле во 2021, очекувајќи дека истиот ќе достигне не знам колку голема цена, беше забавен од тужбата од СЕК и истиот се коригираше и продолжи надолу. За жал, тоа е реалноста. Знам дека многу од луѓето пропуштиле голем тип на добивки во претходниот бул маркет, но тоа не го менува фактот дека овој бул маркет истото може многу лесно да се смени со оглед на фактот дека наскоро треба конечно да добиеме завршеток на 3 годишниот случај против Ripple од страна на СЕК. Повторно, верувајте ми, никој не сака 3 години да биде заглавен во судови, но не ви даваат шанса. Значи, немате избор, или ќе се борите, или ќе ве нема. Со оглед на фактот дека Ripple потроши $200 милиони и моментално се причината поради кој што имаме некаков тип на јасност на пазарот. Сето ова што го гледате е буквално затоа што успеа Ripple да го победи СЕК и да покаже дека нема јасност за легислативата на криптовалутите во Америка. Затоа моментално гледаме напор и да се направи легислатива и оној почетен закон кој што моментално ги поделува коините на децентрализирани кои што ќе бидат под комисијата за ресурси и централизирани кои што ќе бидат под комисијата на СЕК, односно хартија од вредност. Како и да е, погледнете, конечно сме добиле пробив. Со тоа што јас очекувам конечно оваа месечна свеќа да заврши над оваа тренд линија, што би бил многу добар почеток на потенцијален тренд нагоре. Уште еднаш, крајно големо стеснување на Болинџер бенд, крајно големо стеснување на Болинџер бенд, исто како и останатите коини, верували или не. Значи ние практично во оваа ситуација за разлика од другите имавме стагнација каде што останатите во октомври претходната година има огромен скок. Тоа го направи и XRP, но повторно истата оваа тренд линија. И зошто оваа тренд линија? Уште еднаш, од каде се тоа? Многу пати сме зборувале. Доколку вие сте утврдиле тренд линија која што потекна уште од 2018 година на месечно ниво и успеала да го задржи пробивот на цената на XRP низ целиот бул маркет до 2021 година, значи дека секогаш кога ќе дојде цената повторно до оваа тренд линија, сите оние кои што прават day trading ќе продаваат. Значи ќе продаваат затоа што знаат дека оваа тренд линија и понатаму ќе биде голем отпор на цената на XRP. Но моментално се ногаме до крајот на овој триаголник. Што значи дека во една или во друга насока конечно ќе мораме да видиме придвижување на XRP. Сега, дали тоа ќе биде во нагорна или во надолна насока останува да видиме, но со оглед на фактот дека индикаторите се крајно ниски, вака ниски индикатори нема никој на месечно ниво, значи стокаре се беше на апсолутни 2 пред само еден месец. Со тоа што истиот успеал да се крене до 24, значи се уште не сме успеале ни да стигнеме до препродадената граница, се разбираме. А RSI се наоѓа на неутрални 50. MACD само што почнал повторно да се предвижува нагоре. Значи дека за разлика од другите алткоини кои што имаа солиден раст од октомври до март, гледаме стагнација кај чартот на XRP. Уште еднаш. Ова е коин кој што јас го чекам долго време, го купував кога беше на потенцијално најниска вредност. И дали вас ви се допаѓа или не, јас истиот ќе очувам, па макар и да тргне надолу. Верувале или не, со оглед на фактот дека она што го видов од овој коин и оваа компанија може да донесе големи добивки во моето портфолио. Пак 10% јас сум спремен да ги изгубам, макар и ништо да не се случи, во однос на тоа што потенцијално може да го добијам од овој коин. Пробив над средните вредности на Market Cypher кои што моментално од сиви се претвараат во бели. Значи дека имаме добар пробив кој што потенцијално ќе продолжи да се движи нагоре. Средната вредност, односно bull market support band исто така под нас. Поголемиот дел од средните вредности се наоѓаат под нас, вклучувајќи ги ја 200 неделната средна вредност која што моментално овде кај гледаме, која што е се уште поддршка на цената на XRP, со тоа што и на неделно ниво гледаме доста позитивни да речеме индикатори, односно MACD успеал да се пробие до минус 60. Последен пат ова сме го гледале, погледнете, во bear маркетот, така. Значи, само што пробил над нулата, а гледаме дека и RSI се наоѓа на 50, а сток RSI се наоѓа на апсолутен 100, да, но најчесто затоа што истиот најбрз, многу често многу брзо достигнува до 100, а
и понатаму продолжува да расте вредноста на овој коин. Тоа е се што имав, нема да должам многу, уште еднаш ќе напоменам, значи конечно сме успеале да се пробиеме солидно над оваа 6 годишна па така ќе буде 6 годишна акумулација и допрва ќе видиме дали тоа што јас го зборувам ќе се реализира или не. Уште еднаш јас сум спремен да ризикувам со собственото портфолио. Вие треба да одлучите дали сте и вие спремни и во што ќе инвестирате потенцијално. Staked Ethereum, не гледам поента да го анализирам, значи станува збор буквално за компанија која што прави Staked Ethereum, не гледам поента искрено. Dogecoin, Memecoin не фала, Toncoin. Toncoin е следниот кој што ќе го анализираме. Toncoin потенцијално ќе има многу добар bull market, со оглед на фактот дека има големи партнери, гледаме дека истиот е доста добар во тоа што го прави моментално. Ево, Toncoin, да видиме што се случува кај него, ќе се придвижиме на неделно ниво. Не заборавајте дека и ова е релативно нов коин кој што буквално потекнува претходниот bull market. Значи и они имаа проблем со тужба, и они имаа проблем со SEC, ништо ново. Значи SEC успеа да го запре овој проект пред конечно да го купат други компании кои што и понатаму го користат Toncoin за Telegram платформата. Сега, слична ситуација. Значи имаме престеснување на Bollinger Band, пробив над средните вредности на bull market на Market Cipher и над bull market support band. Премногу е нов за да имаме некои солидни индикатори, но уште еднаш истата ситуација. Истиот дури RSI и сток RSI да се ногеа над 70, веќе покажавме во оние поискусни коини, подолги чартови, каде што ова може да се задржи дури и до цела една година па и подолго од моментот кога ќе излезе над 70. Друга битна работа, магија, погледнете го сега ова. Иако Toncoin почна да се движи нагоре малку порано, гледаме дека потегот нагоре почна уште во август, погледнете. Од октомври, што се случува? Огромен раст, кој што се уште расте затоа што има доста добри соработки, доста добри во оваа ситуација да речам партнери, но повторно, каде е добил корекција? Во март и април. Уште еднаш. А октомври до април и март, така. Значи дека и Toncoin прилика го следел ова, да речем, овој дел на алткоин сезоната кој што беше најавен од овој индекс. На неделно ниво ќе имаме многу повеќе за гледање за разлика од месечно, станува збор пак ќе кажам за нов коин кој што допрва ќе има цел еден bull market. Гледаме голема триаголна формација која што успешно е пробиена. Уште еднаш, како во оваа ситуација формираме цена за тоа каде потенцијално би требало да пробие со под прав агол со оваа горна страна на триаголникот кој што доколку го поставиме во моментот каде што истата пробила, погледнете. Апсолутно дошла точно на тој дел метата на овој коин. Значи дека техничката анализа е функционална ако знаете што правите со истата. Станува збор за price discovery. Значи во оваа ситуација станува збор за коин кој што успеал да ги пробие претходните all-time highs од $5.5 и моментално се наоѓа во price discovery. Иако моментално гледаме дека се наоѓа доста високо, кога станува збор за RSI кој што само што се вратил назад од неверојатни 88, скоро 90, значи и понатаму потенцијално можеме да добиеме корекција затоа што овој коин за разлика од останатите, кога истите биле во корекција, оно што го покажаме за сите претходни, од март до сега, истиот и понатаму продолжил да се движи нагоре. Така да сега можеме да видиме потенцијално придвижување надолу, кога сите ќе почнат да се движат нагоре. Односно, ако се сеќавате, поголемиот дел од коините кои што сега ги анализиравме веќе го имаат формирано овој дел каде што каналот се стеснува пред конечно да експлодира во една или во друга насока. Уште еднаш, погледнете. Стеснување, експлозија во една или во друга насока. Повторно ќе кажам, но и овде, иако индикаторите се високи, има голема веројатност дека и Toncoin ќе продолжи со останатите коини да се движи нагоре, со оглед на фактот дека се е под него, така. Средните вредности на Market Cipher, Bull Market Support Band, долната граница на Bollinger Band, средните вредности на неделно ниво, 50, 100 и така натаму. Што значи дека имаме солидна поддршка на Toncoin за потенцијално придвижување нагоре, но не заборавајте дека за разлика од останатите кои што беа со многу пониски индикатори, овој многу побрзо ќе стигне до 70 на 70, значи дека можно е оние кои што го тргуваат овој коин побрзо да се исплашат и да почнат да го продаваат. Значи тоа е околу Toncoin, станува збор за доста нов коин, не е нешто посебно за кое што можеме многу да зборуваме, значи нема некој голем чарт, но истите правила важат и за овој коин. Односно, значи станува збор за коин кој што има свој прв bull market, кој што допрва може солидно да порасне со оглед на фактот дека има поддршка за тоа да се случи.
Сега, од оние кои што, да речем, се уште дури не сме имале солиден пример, а тоа би било во оваа ситуација Cardano, се оние кои што се уште се доста назад во овој bull market. Зошто го велиме тоа? Значи, гледаме дека имало солидна корекција, и тоа сме го утврдиле во оваа ситуација акумулационото поле доволно. Зошто? Значи, претходниот all-time high кој што го достигнале од 1,4, во оваа ситуација под него каде што завршуваат самите свеќи, ние сме го поставиле ова поле во кое што потенцијално ќе го акумулираме. И тоа го правевме. Ние практично купувавме на најниските можни цени ADA. И затоа цело време го оставам ова поле за да видите дека нели ние не менуваме ништо на овие чартови, со цел да видите и сами дека нели тоа што сме си го поставиле, тоа и го следиме. И дека сме биле доста блиску, иако можеби цената успеала да пробие доста под тоа, значи ако сме акумулирале над 40 центи, да, во ред цената и сега понатаму ќе остане иста, затоа што гледаме дека сме акумулирале во истата оваа зона, но не го менува фактот дека доправа ќе добиеме bull market за овие алткоини. Сега, зошто го велам тоа? За разлика од другите алткоини, сега јас овдека, знаете што ќе направам? Ќе отворам, значи, еден алткоин кој што експлодирал, како што во оваа ситуација тоа е Solana. Само ќе го отвориме на некој друг, само да видам каде би го направиле тоа. Ќе го отвориме ново. Значи, ова е чисто за да видите како изгледа еден експлодиран алткоин и како изгледа оној кој што допрва треба да експлодира. Затоа и ќе го искористам Solana, затоа што Solana веќе имаше еден солиден ран нагоре кога станува збор за овој bull market. Така, погледнете. Сега, зошто е ова битно? Погледнете каде е разликата. Значи, разликата е во тоа што ние се уште не сме ни успеале да пробиеме над средните вредности на market cipher, над bull market support band на месечно ниво. Ние понатаму се ногаме под истите. Погледнете што ќе се случи кога конечно ќе пробиеме над истите. Се разбираме? Значи дека овој алткоин се уште не го ни почнал својот bull market. Сега, гледаме дека тоа потенцијално ќе се случи затоа што имаме стеснување на Bollinger Band, и тоа многу поголемо стеснување за разлика од претходниот. И уште еднаш, да, во ред, неуспешно направивме пробив за пробивање над средните вредности на market cipher, но тоа нема да трае долго. Затоа што и понатаму, сега тоа е разликата што постојано ви кажувам. Погледнете. Вредностите на RSI и сток RSI се на 50. Вредностите на RSI и сток RSI се на 70. Значи ние имаме разлика од 20 поени кога станува збор за Solana и ADA за движење на цената во една или во друга насока. Се разбираме? Значи дека ние имаме голема предност на ADA затоа што се уште не почнала да се движи нагоре. Затоа јас не ги разбирам луѓето што и понатаму купуваат Solana, кога веќе сме го имале оној прв експлозивно движење нагоре на овој коин, а не купуваат коини кои што се уште не почнаа да се движат нагоре. Повторно, јас не ви кажувам што да купувате, но јас моментално акумулирам коини кои што се уште не успеале да се придвижат нагоре. Затоа што ми дава многу поголем потенцијал за нивно придвижување кога се уште го немале оној прв потенцијален скок. Сега, кога станува збор на неделно ниво, каде што, нели, на помалите таймфрейм можеме многу по-добро да видиме, нели, што се очекува од овој коин и дали почна да се движи или не во одредена насока. Да, значи ова е тој неуспешен дел каде што направивме неуспешно пробивање над bull market support band и средните вредности на market cipher, но моментално гледаме повторно ретестирање на овие вредности. Да, над нас има многу сериозни нивоа на отпор, како што е неделното ниво кое што е 0,45 и е психолошка бариера, bull market support band, средните вредности на market cipher, дури и во оваа ситуација 100 неделната средна вредност, но индикаторите се доста ниски, односно претходно кога сме успеале да направиме пробив, вредноста на RSI достигнала неверојатни 80. А сега вредноста на RSI е под средината, односно 45. Само што сме направиле корекција на MACD до неверојатни минус 52, што е многу близко до минус 60, каде што најчесто се случуваат овие преврати, така? И базичната и сигналната линија се придвижуваат нагоре. Иако можеби ќе постои уште некој период во кој што цената на ADA би стагнирала овде, моментот кога ќе успие да пробие над ова поле е моментот кога очекуваме големи резултати од овој коин. Со оглед на фактот дека моментално буквално во претходниот пат каде што го гледаме на најниското ниво кое што буквално сме го постигнале во јуни 2023 година до највисокото ниво од 65 центи, не, 80 центи, значи корекцијата била до 0,786 од Фибоначи секвенцата, односно тоа е последното ниво. И сме успеале да се коригираме и сега веќе потенцијално цената почнува да се придвижува нагоре. И уште една битна работа, магија. Октомври, крајот на октомври, од средината на октомври, што сме добиле? Експлозивно движење. Каде сме завршиле? Во март. Октомври,
Каде сме завршиле? Во март. Значи дека и понатаму уште еден пример на класично движење нагоре во алткоин сезона кога ќе се случи ваков тип на ниски индекси, како што тоа моментално го гледаме на алткоин сезона индексот. Уште еднаш ќе напоменам. Значи да, Blackstone настани може ова да го променат, но ако нешто тако не се случи, тогаш можеме да очекуваме екстремно движење на алткоините нагоре. Сега, и се надевам дека луѓето не си ги продадоа алткоините, јас стварно се надевам, нормално. Јас не можам да ви кажам што да правите, но уште еднаш ќе кажам, се надевам дека луѓето не се уплаше и не си ги продадоа алткоините затоа што ќе биде плачки. Само тоа ќе кажам. Сега, Трон е еден од оние кои што беа најуспешни во претходниот bear market. Уште еднаш мораме да го напоменеме тоа, значи ова јас верувам дека се должи поради една многу битна работа, тоа е дека околу 30% од маркет капот на алткоините успеа да се задржи на овој коин, значи 30% од вкупниот маркет кап на алткоините и понатаму се наоѓа на Трон. Само 75, исто како и Binance. Значи станува збор за еден од оние поуспешните кои што успеа солидно да се задржи во претходниот bear market. Само момент. Не сме на правилниот чарт. Да? Сме. Не сум ги добро. Не е ни битно, треба да ги ставам овие, само секунда. Подобро кога ги имаме линии, затоа што многу лесно се гледа, за да не мораме да влегуваме па да бараме, значи едноставно кога ги ставате овие средни линии овдека, значи се знае 30, 50, 70, 100, 0 и минус 60, многу поедноставно може да видите што се случува на самиот чарт. Гледаме тренд линија која што се уште ја почитува Трон движењето, но јас искрено не можам да разберам овој чарта што се движи нагоре, но ете се движи, тоа е реалноста. И не сум не знам љубоморен или нешто, че мене ми е мило, оние кои што имаат Трон секоја чест, значи направиле добар избор, но Трон исто така имаше солидно придвижување нагоре на неговиот чарт, со тоа што гледаме дека во оваа ситуација истиот не прекинал уште од декември 2022 година. Што е проблемот? Декември 2022 година, само да ви покажам, погледнете. Еве каде сме биле ние. Значи ова е практично оној најдлабок дел на bear маркетот, дури и во Solana, кој што беше солиден, така. Погледнете. А Трон продолжил како да не знае за тоа што е bear маркет и иста ситуација гледаме и овдека, акумулација уште од 2018 година, која што практично завршила во 2023 и придвижување на овој чарт нагоре. Според оваа формација која што гледаме, од нејзиното дно, кое што би било прилика овде, до врв под прав агол на горната страна, прилика би било ова, значи ние овдека би очекувале пробив до 1,19, што моменталната цена е 13 центи, е сосема нормално. Јас верувам дека ова би било и добра мета моментално која што ќе ја поставам за потенцијално завршување на овој bull маркет на Трон. Но не заборавајте дека Трон исто така има проблем со SEC, Трон има проблем со Мурика, значи не им се допаѓа тоа што има голем дел од стейблкоините на овој блокчейн, но тоа е реалноста. Азија предпочита да го користи Трон за разлика од Етериум, разбирливо, со оглед на фактот дека не се нешто посебно умилени муриканците. Сега, во однос на индикатори на месечно ниво, реално и не се толку лоши, значи 70 да RSI, но уште еднаш ќе напоменеме, како и во чартот на Ethereum, кој што веќе го спомнавме, значи овој индикатор може да се задржи овдека горе дури повеќе од една година. Сток RSI се коригираше до 50, значи повторно придвижување нагоре, гледаме прекршување на MACD во нагорна линија, гледаме VWAP само што пробил над нулата. Но станува збор за кој што е доста високо, не го забравајте тој дел. Сега на неделно ниво, дури овдека можеме да видиме и од каде се тоа потекнало, корекцијата за разлика од останатите многу побрзо заврши на Трон, но магично, погледнете, пробивот на оваа формација се случи кога? Во октомври. Кога завршило ова движење нагоре во овој дел? Во март. Што сме имале од тогаш? Корекција. Пат се враќаме на истото. Кога почнало ова рековме? Во октомври. Кога завршило? Во март. Што сме имале после март? Корекција. Само чисто да ви го напоменам тоа. Значи дека и во оваа ситуација крајно точно било она што го гледавме од страна на алткоин сезона индексот. Повторно, гледаме придвижување нагоре, но веќе се доста високи и сток RSI и RSI со 65, сток RSI со 95. Повторно, ако имаме позитивни исходи, како што е потенцијално придвижувањето на Ethereum нагоре поради Ethereum Spot ETF, официјално очекуваме тоа да продолжи на алткоините, вклучувајќи го нормално и Трон, но реално Трон неговите индикатори се доста високи, тоа мораме да го напоменеме. Како и да е, значи Трон изгледа како една од подобрите
инвестиции во почетокот на bull маркетот, морам да признаам, нешто што ние го немаме во нашето портфолио, но уште еднаш, значи тоа не го менува фактот дека тоа не значи дека другите алткоини нема да експлодираат, тоа значи дека се уште не експлодирале. Сега, следен за кој што ќе разговараме, рековме Cardano, Tron, следен ни е Avalanche. Значи Avalanche исто така еден од оние коини кои што јас искрено го пропуштив и кажувам дека тоа е една од моите грешки, значи мораме да бидеме реални кога нешто сме пропуштиле, но во однос на фактот дека имаше премногу коини кои што сакав да ги акумулирам, во исто време Avalanche и понатаму беше Layer 1, а јас веќе имав неколку проекти од Layer 1 во кои што бев дебело инвестиран, не гледав логика и повторно да инвестирам во друг Layer 1 проект, но во секој случај Avalanche покажа доста. Само да видам што се случува овде. Добро. Avalanche покажа доста добар напредок. Значи, гледаме дека како и Solana истата ситуација, значи имаме солидно пробивање над bull market support band-от и средните вредности на market cipher, но за жал истиот повторно се врати под истите. Чекај само да видиме прво на месечно ниво. Моментално имаме буквално ритест на средните вредности на market cipher. На Avalanche моментално му е на вистина потребно придвижување нагоре за истиот да се задржи над bull market support band-от и во оваа ситуација средните вредности на market cipher. Сега, повторно, прв официјален bull market. Претходниот гледаме дека доби солиден напредок, но гледаме дека дури сега индикаторите ни покажуваат она што ни е потребно. Што? Прво, приближување на средните вредности на market cipher. Така, кои што довеле до пробивање на bull market support band-от и на средните вредности на market cipher, заедно со придвижување на цената на Avalanche до горната граница на Bollinger Band-от. Што се случува кога ќе испаднеме над Bollinger Band? Се коригираме додека не почне да се придвижува во нагорна насока Bollinger Band, што моментално го гледаме. Така. Сега, средните вредности, односно индикаторите на Avalanche се 50 за RSI и 61 за Stock RSI. Слично на ADA. Допрва има момент за движење нагоре, но нормално многу потешко се придвижуваат овие индикатори на месечно ниво. И уште еднаш, погледнете, кога почнало движењето нагоре? Во октомври. Кога завршило движењето? Во март. Значи, извинете, но морам да го повторам постојано. Кога почнала алткоин сезоната? Во октомври. Кога истата завршила? Во март. Значи, ова не е, пак ќе кажам, астрологија, ова е наука и затоа многу од луѓето кои што знаат што следат и како следат се крајно профитабилни. Но не заборавајте дека ова е маратон. Јас не гледам поента на day trading, но во секој случај нормално останува на вас да одлучите што потенцијално е подобро за вас. Сега, за жал Avalanche се наоѓа под bull market support band и под средните вредности на market cipher под 50 неделната и 100 неделната средна вредност, не, 50 и 200 неделната средна вредност, додека поддршка му е 100 неделната средна вредност, но повторно. Позитивно придвижување нагоре на целиот bull market ќе ги доведе сите овие коини кои што се уште не експлодирале солидно над сите овие support линии. Од каде го кажувам ова? Иста ситуација. Значи MACD само што достигнал дно на некој минус 52.3, каде што рековме дека 60 најчесто каде тоа се случува. Сигналата и базичната линија се прекршуваат во нагорен момент. Така, гледаме дека достигнал дно и на inflows. Гледаме дека се повеќе има inflows моментално во Avalanche. VWAP само што излегол над нулата. 100 каде се достигнал 0, сега моментално е 55, но повторно. Ова го најавува движењето нагоре. И RSI се наоѓа на неутрални 46. Значи дека и на месечно и на неделно ниво има солидни индикатори кои што може да бидат поддршка за Avalanche да продолжи да се движи нагоре. Уште еднаш, без Black Swan настан. Следен е Chainlink, еден од моите омилени, кој што јас верувам дека ќе растури овој bull market. Значи Chainlink, зошто? Многу пати сме кажале, нема да навлегуваме, рековме во фундаменталниот дел, но Chainlink е на четврто место во моето портфолио, ако не се лажам моментално. И Chainlink имаше солиден напредок во својот чарт, да бидеме реални. Значи да не забораваме дека Chainlink има клучно место во следниот степен на развој на финансиите во глобално ниво. Не заборавајте, Chainlink ќе гази најголемиот Oracle, најголемиот партнер Swift и така натаму, но не разговараме за фундаментална анализа. Однос на месечно. Значи, за разлика од останатите, како што кажавме, пример го земавме ADA, гледаме дека овој исто како и Solana успеале да се коригираат над bull market support band и средните вредности на market cipher и таму да останат. Со тоа што повторно иста ситуација, пробив над bull market support на Bollinger Band,
доведува до корекција пред Bollinger Band да престаса, за да може овој коин да почне да се движи нагоре, а во исто време тоа ни представува и месечно ниво од $15.5, кој што претходно гледам дека било тешко да го пробие, па сме имале многу пати ритест на истото пред конечно да пробие под него. Затоа и моментално гледаме дека цената се движи околу овие $15.5, затоа што ова е психолошко ниво кое што тешко се пробива и многу од луѓето продаваат кога цената ќе дојде до истото. Со тоа што ако поставиме FIB левел од претходниот bear market, тоест bull до bear, можеме да видиме дека првото ниво е буквално тоа, 23.6, иако е најслабо, но моментално е нивото на кое што цената се држи, кое што исто така е утврдено од оваа FIB секвенца. Нема да разговараме за мети денеска, ќе се држиме на основната техничка анализа. Со тоа што вредноста успеала да се коригира до средната вредност на Bollinger Bandот и моментално, како што гледаме, веќе во 4 недели се задржува точно над средните вредности на Market Cipher. Во однос на индикаторите, имаме неутрални индикатори, значи дошло до корекција, каде што сток RSI бил 100, се придвижил до 60, а RSI бил 65, се приближил до неутрални 50. И понатаму имаме придвижување надолу, но оваа корекција верувам дека наскоро ќе престане да биде тука. Уште еднаш, зошто? Затоа што очекуваме почеток на следниот дел од bull market сезоната. Уште еднаш, истата ситуација. Имаме што? Имаме стеснување на Bollinger Bandот, за жал претходно не сме го имали истото, затоа што ова му е повторно, значи имал цел еден bull market, погледнете и сами, значи иако од 2018 имал цел еден bull market, но се уште не е зрел чартот доволно за да ни покаже дека имаме, нели, претходно имало стеснување на Bollinger Bandот. И уште една интересна работа што спомнавме како Ethereum. Погледнете, ако сме поставиле во претходната корекција за тоа што очекуваме во 2021, ние ќе сме го продаделе Avalanche на $5, така? А погледнете каде завршил овој bull market. На $55. Значи дека сме попуштале 10x. И зошто го кажувам ова? Затоа што најчесто кога станува збор за прв bull market, нема доволно индикатори и е многу тешко да се утврди која е цената во која што треба да продадеме. И затоа уште еднаш ќе напоменам, мене ако ме прашувате за таков тип на коини треба многу пажливо, значи многу стварно да утврдите време, да седнете и да видите што се случува на пазарот, да го споредите се до тоа со останатите коини, со биткоин, каде се ногаме во циклусот во однос на временски период од халвингот и така натаму, за да утврдите кога потенцијално треба да продаете, да бидеме реални. Многу е тешко да се утврди мета за такви коини. Сега, друга битна работа која што мораме да напоменеме, како и претходните 10, кога почна овој бул движење, септември, октомври. Кога истиот завршил? Март. Да не повторам, така. Идејата е дека овој индикатор е многу добар на макро ниво да ни покаже кога е следното движење на алткоините. А тоа моментално е повеќе од јасно дека е во овој следен период. Повторно, не можеме да бидеме 100% сигурни, уште еднаш ќе напоменам, гледаме дека и претходно веќе добивме придвижување нагоре, па повторно корекција надолу поради случувањето кои што ги гледавме, нели, дамп на Ethereum спот ETF и така натаму, и затоа и гледаме дека алткоините се уште се во акумулација, но допрва ќе добиеме голем добар скок. Сега, првиот скок на Chainlink во овој bull market очигледно завршен, со оглед на фактот дека за жал повторно се наоѓа по bull market support бендот и средните вредности на Market Cipher, тоа не го менува фактот дека е само еден чекор позади биткоин, кој што успешно успеа да се одбие од bull market support бендот и средните вредности на Market Cipher во следниот bull market. Тоа го очекуваме и од останатите алткоини, се разбираме. Индикаторите не покажуваат дека солидно можеме да го очекуваме тоа. Значи MACD направил дно на 36 во минус, повторно направено, моментално имаме прекршување на средните вредности нагоре. RSI, сток RSI бил на 10, 6 се извинувам, само што пробил над нивото на препродаденост. RSI се наоѓа на 47. Значи имаме моментално многу ниски вредности на неговите индикатори кои што потенцијално ќе му помогнат да се придвижи нагоре. Уште еднаш кога? Во случај да добиеме алткоин сезона, односно дел со алткоините кои што почнува да се движи нагоре повторно. И Polkadot како и Cardano. Голем дел од нашето портфолио, ниту во еден момент не зажелев кој што ги поседувам нели во нашето портфолио е. Значи Avalanche, Shiba ни по точка разно, кажеме ова е само неуспешно копија на биткоин и не гледам поента да анализирам, повторно секој од вас може да го направи тоа за себе.
Чейнли го анализиравме, следен ние полката. Да, имаше еден човек кој што навистина ме замоли за NIR протокол, тоа ќе биде првиот кој што ќе го анализираме во текот на утрешниот ден, така да не сум заборавил. Кога има ваков тип на посебни молби, обрнувам внимание. Сите ви имате посебни молби, знам, но јас се обидувам што можам повеќе затоа што замислете кога јас треба на јадници луѓе да им угодам на секоја молба. Значи невозможно е, се обидувам нормално колку што можам повеќе, но ќе ве замолам пробајте да ме сватите, значи се тоа го правам бесплатно и се обидувам што можам повеќе да помогнам, но не можам едноставно се да анализирам и на секого. Тоа е невозможно. Така да имајте го тоа пред. Сега, месечно ниво, истата ситуација како АДА. Што значи дека ние се уште не сме добиле солидни знаци дека bull маркетот почнал за овие коини. Исто како АДА, така и Polkadot. Чи имавме по обица пробив над bull market support бендот и на средните вредности на Market Cypher, неуспешен. Цената заврши до горната граница на Bollinger бендот и моментално имаме корекција надолу. Тоа е добро, зошто? Затоа што моментално имаме големо ресетирање на индикаторите на месечно ниво, Stock RSI на 53, RSI на неверојатни 46. Имаме многу голем простор за движење нагоре. Сега, уште еднаш, немал цел еден bull маркет претходно за да можеме да утврдиме стеснување на Bollinger Band, но моментално гледаме енормно стеснување на Bollinger Band во потенцијално првиот full bull маркет кој што ќе го поседува и Polkadot како и многу останати. И многу битно, кога почнала корекцијата нагоре? Октомври. Кога завршила корекцијата нагоре? Во март. Октомври, март. Гледаме дека имаме копија на алткоините еден од друг. Затоа ја постојано ви кажувам, тоа што вашиот алткоин имал подобар успех во почетокот на bull маркетот, не значи дека мојот алткоин нема да го стигне во следниот дел од bull маркетот, се разбираме? Затоа јас постојано кажувам, не ги разбирам оние коментари од типот на мојот коин отиде 2x, твојот уште не почнал, ха, јас сум подобар од тебе. Не, напротив. Значи, секој одговара за своето портфолио и ако веќе сте направиле соодветна анализа, фундаментална и техничка, сте утврдиле дека ова е навистина коинот кој што одговара на вашето портфолио. Не гледам причина зошто би скокале од еден на друг, на трет, на пет, посебно кога тие коини на кои што вие скокате, најчесто веќе го направиле првиот голем потек и сега вие практично ги фаќате на корекција, а оние коини кои што вие сте ги чекале толку долго, пред да експлодираат, вие сте излегле од нив. Тоа е едно од најголемите почетнички грешки кои што многу луѓе ги прават. Јас не можам да ви кажам што да правите, ова го кажувам по илјадити пат, но само уште еднаш ќе напоменам, бидете препазливи, многу често баш тоа се случува. И оние кои што се почетници, првиот bull маркет, тоа е најдобрата лекција која што може да ја научат. Односно, никој не учи толку добро колку кога на своја кожа ви се случува нешто. Кога ќе почнете да скакате од еден на друг, на 5, на 10 проекти и кога на крајот од bull маркетот ќе видите дека ако сте ги држеле тие коини на истиот почетен проект на самиот почеток на bull маркетот, ќе сте направиле многу поголем профит од скокање на еден на друг, на 5, на 10 проекти, ќе видите дека затоа постојано зборувам, инвестирањето е многу попрактично за разлика од тргувањето, ако не го правите секој ден. Ако сте вие професионален трговец, нормално, значи тоа е друга ситуација, дей трейдер на дневно ниво кој што постојано го прави, ова е сосема друга ситуација. Но верувам дека 99% од луѓето кои што гледаат мојот канал не се тоа. Така да бидете паметни, не ви кажувам јас сега вие да ме слушате мене, но седнете и размислете си што планирате да правите и како планирате да го направите тоа, со оглед на фактот дека едукационен материјал сега има. Никој не може да каже, ама нема каде да научам. Сега има. Има повеќе од 1070 видеа на мојот канал, така да има каде да научите. И последниот коин за денеска, како што кажавме, се наоѓа под, но на неделно ниво ќе видиме нешто сосема поинакво, односно ќе видиме дека имаме многу ниски индикатори кои што допрва ќе направат добар скок за овој коин. Иста ситуација. Како АДА, пробив над bull market support band, средни вредности Market Cypher до горната граница на Bollinger Band. Корекцијата исто како и АДА до 78,6, каде што моментално се наоѓа под повторно bull market support band и Market Cypher под средните вредности и тоа 50 и 100 неделна средна вредност, но се наоѓаме многу блиску до утврдување на дно. Каде што и RSI и Stock RSI се наоѓаат на ниски вредности 36 и 43, а да не забораваме дека и на месечно ниво исто така се наоѓаат на ниско ниво. Што значи дека и неделно и месечно имаме солидни индикатори кои што може цената на DOT да однесат многу нагоре и затоа додека сите спие ова лето, затоа што го имавме оваа корекција, гледаме дека оваа корекција буквално почна од март и сега на некој начин завршува негде на крајот на ова лето,
додека сите спија и продаваа и се плашеа, ние понатаму акумулиравме. Кога сега цената повторно очекуваме да го направи истото што го направи во претходниот октомври, многу од луѓето ќе викаат како ова на среќа нема шанси во ја зошто продав, кој оти не ми кажавте, чисто ви го кажувам ова што најчесто следи. И сега за сега мислам дека до сега сме погоделе солидно што следи. Така да имајте го тоа превид кога конечно повторно ќе се јават оние луѓе кои што си ги продале своите коини, отишле на одмор и се враќаат кога конечно овие коини се враќаат да речем нагоре пред предходните локални all time highs и сега се лути зошто си ги продале своите коини. Очекувајте, тоа е наскоро, уште еднаш доколку не добиеме Black Swan настан. И за крај, значи уште еднаш верувајте ми, оваа напорна работа ја правам само за македонскиот народ. Ако ова беше за било кој друг, јас сигурно немаше да се трудам волку. Единствено што барам од вас е толку ви се допаѓа материјата која што ја имаме на нашиот канал, која што е бесплатна за сите македонци во светот, да ни помогнете да ја расшириме до што повеќе македонци. Мојата мисија, сум ви ја кажал многу пати, мислам дека ви е повеќе од јасна, посебно оние кои што гледаат нашиот канал подолго, идејата е да колку што можеме повеќе македонци доведеме до основни познавања за финансии, економија и крипто, да можат да изградат за себе си финансиска независност. Така да помогнете ни, да помогнеме на што повеќе македонци, оние кои се нови на нашиот канал, погледнете го ова видео. Тоа е првото видео на каналот кој што ќе ви помогне да се снајдете затоа што станува збор за повеќе од 1000 видеа, така да ќе ви даде основни насоки што и каде да барате на нашиот канал, затоа што имаме различен тип на материјал. Нормално во секој од нашите видеа можете да најдете доста битни информации, почнувајќи од нормално на самиот почеток имате што се случува во видеото и што се главните содржини, кои што, за да не го гледате целото видео, можете да се предвижите до оној дел кој што ви е најбитен и кој што би сакале да го погледнете на нашиот канал. Уште еднаш, иако препораката ваша е главниот дел на кој што ние моментално се шириме, гледате немаме никаков платен материјал, уште една работа која што потенцијално би ја побара од вас е најобичен лайк, шер или пак комент на видеото, дури и да е тоа негативен коментар, уште еднаш ако е конструктивна критика, тоа ќе ви е прифатено во најдобар можен начин. Значи постојано гледате и сами одговарам на сите ваши коментари. И за крај би ви препорачал да ги заследите нашите социјални мрежи, затоа што многу од она што моментално не можеме да го кажеме во едно видео, го кажуваме на нашите социјални мрежи и нормално ги имаме овдека и двата наши резервни канали за секој случај, нели? Во денешно време никогаш не се знае. И за крај, овдека ги имаме и блокчейн адресите кои што се поставени на ваше барање, заедно со апликацијата Купи ми кафе, кои што доколку сакате да не честите едно кафе за нашата работа, ние како што знаете и сами, сето ова што досега сме го примиле на најтранспарентен начин го враќаме назад на македонската заедница, каде што ова е донирано на оние кои што им е најпотребно во Македонија. Сега за сега тоа беше направено на една црковна организација со донација во храна, понатаму кога ќе собереме некој денар, тоа ќе го направиме и за да речем некоја друга организација и понатаму продолжи организацијата за нели 31 август во Прилеп, како што кажавме во новото кино позади Марко Цепенков библиотеката, каде што ќе одржиме првата официјална македонска конференција за крипто. Во оваа ситуација тоа сме јас и Филип, имаме уште еден гостин за кој што ќе објавиме информации наскоро, каде што ќе знаете кој во кој предел нели од говорите ќе разговара. Наскоро ќе имаме на нашиот канал и барање до вас, нели согласење, да ни кажете што потенцијално би сакале да слушате од мене, затоа што има премногу теми, значи би сакал да најдем оно што највеќе ќе ви се допаѓа вас, за да го припремам како потенцијален говор. Мада искрено мене припрема не ми треба, но јас верувам дека ќе биде најинтересно потенцијално да направам еден прашање и одговори за едницата 1,5 час, па да ја оставам вас да ме прашате што и да сакате на овој подиум, затоа што јас верувам дека оние говорници кои што се спремни со презентација од дома, не се говорници во најмала рака, ниту пак се учители, јас верувам дека многу подобро се гледа кој сака навистина да ви помогне и да ви даде совет или во оваа ситуација нели нешто што го знае барем потенцијално малку повеќе од оние кои што ќе дојдат, да го направи тоа на freestyle speech, каде што вие ќе поставувате прашања, јас треба да одговорам. На тој начин нема лажење, значи не може да дојдете подготвен, нели? На тој начин верувам дека е многу по практично и по позитивно би било ова, но како и да е, останува да видиме, јас ќе поставам прашање наскоро затоа што се уште рано, имам уште еден месец до оваа организација и нормално ќе видиме што сака нашата заедница.
И наскоро со Никола ќе го снимиме подкастот, каде што на 2 август, значи на Илинден, ќе биде објавен официјално на нашиот канал. Ќе видиме за што ќе се разговара, значи оставив вие да дадете предлог теми. Ќе разговараме со Никола кои би биле најпрактични да ги одговориме, затоа што има непрактични теми од типот на проекции да прави. Сега, значи јас можам да ви кажам генерално проекции, ама не можам да правам техничка анализа додека Никола е во видео, се разбираме. Значи некои од тие работи се непрактични, не можеме да ги направиме, така да ќе гледаме да одговориме на оние прашања кои што практично можеме да ги примениме. Ви благодарам, се гледаме во следното видео и поздрав од Крипто Гемиџи.